на наша редовна рубрика Здрав живот, во која што се советуваме секогаш со нашите пријатели, нутриционисти, редовни соговорници кои што доаѓаат и не советуваат навреме кога треба да се освестиме, кога се пали всушност црвеното светло и треба да смениме некои здрави навики на кои што сме се навикнале, а всушност дали се тие здрави или не ќе објасниме во продолжение, но еден факт говори дека нашата нација живее со прекомерна тежина. На истата оваа тема разговараме со доцент доктор Драгица Зенделовска, нутриционист. Добро утро. Добро утро. Црвеното светло е запалено. Одамна. Одамна. Дали ова стана некој тренд? Дали сегде во светот, значи не само Македонија дека се бори со прекомерна тежина. Сегде во светот е ова проблем, но кај нас имам чувство дека од година во година, докторке, се зголемува бројот и на деца кои што се со прекомерна тежина. Навистина е така, во последно време се бориме со килограмите, она што е поразувачки факт е тоа дека дебелината и како постои кај децава. Може би се должи на неколку факти, на причините може да бидат различни, меѓутоа сепак еден од главните фактори за појава на дебелината е пријадувањето и недоволната физичка активност. Во суштина, ако јадеме повеќе калории од колку што трошиме, ние веќе не сме во негативен енергетски баланс и на таков начин практично ги ставаме килограмите. Меѓутоа мораме да напоменеме дека постојат состојби кои што и како ја промовираат дебелината. Не секогаш пријадувањето или намалената физичка активност во суштина се причина за дебелината. Тоа значи дека во суштина ако имате нередовен сон, луѓето кои што имаат пореметен биоритам, не спијат навреме, не легнуваат навреме, имаме луѓе кои што одат трета смена, имаме луѓе кои што имаат стресна професија, во суштина, може да бидат причина за зголемувањето на килограмите. Старењето е процес кој што исто така е поддржан со зголемување на килограмите, особено кај жените, бидејќи самиот период на перименопауза и менопауза во суштина оди со зголемување на килограмите. Меѓутоа, тоа воопшто и не е толку лошо во тој период малце да го изгубите струкот. Затоа што во суштина телото се бори со намалената концентрација на естроген во тој период, заштитувајќи ги коските од остеопороза, меѓутоа тој процес не смее да трае многу долго. Имате луѓе кои што со текот на старењето нормално е успорен е метаболизмот и е нормално да се покачуваат килограмите. Имаме болести кои што предизвикуваат во суштина зголемена телесна тежина, Прадер-Вил синдромот, кој што се карактеризира практично со зголемен апетит, Кушинговиот синдром, кој што е пореметување на хормоните, на кортизолот. Имате девојчиња кои што имаат полицистичен оваријален синдром, исто каде што имаме дисбаланс на хормоните и тука имаме зголемување на телесна тежина. Значи, постојат повеќе состојби со кои што можеме да ги поврземе генетиката, да не ја во суштина заборавиме, затоа што тука веќе претварањето на храната која што јадеме во енергија, тој процес е практично засегнат. Така да имаме повеќе состојби, бременоста исто така. Секако. Меѓутоа, да речеме, имаме и депресијата, да не ја заборавиме. Анксиозноста, меѓутоа, во некои ситуации, да речеме, и определен тип на медицински третман исто така може да ја промовира дебелината од типот пиењето на антидепресиви или пиење на различни стероиди, пиење на таблети за контрацепција и така натаму, и во вакви ситуации може да дојде до зголемување на телесната тежина. Ајде, докторке, да ги ставиме на страна сите здравствени причинители и оправдани под наводници на некој начин. Што е дебелина? За кои луѓе можеме да кажеме дека имаат прекомерна тежина и кога всушност треба да се забележи дека мора да се преземе нешто? Од друга страна ќе ни објасните и кои се всушност здравствените последици кои ги имаме од истата. Така, најстариот параметар кој што го користиме за да утврдиме дали некој има дебелина или не, body mass индексот или индексот на телесна тежина, меѓутоа тој не е ни основниот параметар. Значи,
сакам да кажам, од се позастарен метод, меѓутоа можете да добиете никаква насока во тоа дали вие сте дебели или не сте дебели. Во суштина, Не само да се гледате во огледало. Не само во Не огледало, така е. Значи, најчесто го користиме него и кога тој е во обсек од 20 до 25, вие имате нормална тежина. Се што е над 25 веќе спаѓа во група на обезност, меѓутоа па натаму се дели во класи. Класа 1, класа 2, класа 3. Да речеме во класа 3 е морбидна дебелина и тука body mass индексот е веќе над 40. Меѓутоа, не е само тежината таа која што ќе ни каже дали сте вие дебели или не. Вие можете да имате, еве да земеме некоја девојка која што е во обсек 20 до 50 години на возраст, да речеме 160 сантими висока, и да има процент на масти, да речеме 29. Како пример. Можеби тоа влага во групата на нормални, меѓутоа ако распределеноста или дистрибуцијата на мастите низ телото не е добра, тогаш сепак ќе кажеме дека овде треба да се интервенира и да се работи. Значи за таа цел го користиме како параметар односот на обемот на половината и обемот практично на колковите. Така да користиме практично повеќе методи, значи го користиме body mass индексот, обемот на половината и на колковите, каде што во суштина тој однос не смее да биде повеќе од 0,8. Ако веќе имаме поголема вредност, тогаш веќе имаме нарушено здравје, се зголемува кардиоваскуларниот ризик и тука ќе треба да се интервенира. Може да се користи, да речеме, импеданца, каде што го мериме составот на телото, ги користиме биохимиските параметри, од направена крвна слика, биохимиски анализи, се прави една комплетна проценка, да речеме, на клиентот. Една општа слика. Една општа, генерална слика и веќе знаете на каков начин вие треба овде да пристапите со различни препораки. А што се до здравствените последици? Е малку внимание и на таа тема, што се всушност може да не снајде понатаму како здравствен проблем, доколку не преземеме навремено. Така е, постојат повеќе здравствени состојби кои што можеме да ги поврземе со дебелината. Кои што всушност се води како дека се предизвикани од дебелина. Така е. Под број 1 ќе го ставиме диабет тип 2. Меѓутоа, овде имате и други здравствени последици, значи високиот крвен притисок, срцевите заболувања. Понатаму можеме да ги напоменеме мозучните удари. Може да се напомене артритот. Можеме некои типови на карциноми да ги поврземе со дебелината, особено карциномите на дојка, на ендометриум, на дебело црево. Значи имате еден куп други здравствени состојби кои што се поврзани со дебелината, замастен црн дроб и пореметена функција на црниот дроб. Се дека се дроб. предизвикани од тоа. Па така е, апнејата и нарушеното дишење, практично исто така можеме да го поврземе со дебелината. Навистина голема палета на болести, меѓутоа овие се, да речеме, најчестите за кои што веќе дури и статистички податоци од многу голем број на студии се изведени за да се дојде дека токму овие се најчесто последица на дебелењето. Кои се вашите совети од кога ќе се добие една општа слика дека треба да се преземат чекори во намалување на телесната маса? И сега кои се вашите совети како прво се тргнува во целиот тој процес? Во кој што веројатно целиот начин на живот треба да се смени, не само исхраната. Знаете како, не се решава, дебелината не се решава со диета. Дебелината се решава со животен стил. Навистина процесот започнува со земање на антропометриски податоци. Вие морате прво да ја најдете која е причината за дебелината. Од кога ќе ја најдеме причината за дебелината, после тоа ги земаме предвид сите антропометриски податоци, значи треба да се измери, треба да се види типот на дебелина. Во суштина постојат 6 типа на дебелина и треба вие да процените во кој тип на дебелина спаѓа вашиот клиент. Може се работи за дебелина од прејадување, може се работи за дебелина, ние велиме нервозен стомак, може се работи за
глутенски тип на дебелина. Така нешто што е многу актуелно исто Така е, може Некои велат модерно, но всушност е така е, може се работи причина. за венски тип на дебелина, кој што генерално е генетски детерминирана. Може се работи за дебелина како резултат на недоволна физичка активност и тоа е најчест тип на дебелина кој што ја гледаме кај спортистите после престанувањето на тој активен спортски живот. Кога ќе го одредите типот на дебелина, тогаш мора да видите кои се потребите на клиентот, односно да видите со каков тип на исхрана вие можете него да му помогнете зависно од параметрите кои што сте ги добиле претходно. Значи тука се и фамилијарната анамнеза, тука се биохемиските параметри, вредностите за параметрите од импеданцата и така натаму и така натаму. И да видите во која насока вие ќе го движите тој пациент и тој клиент. Така да во суштина сложен е процесот, не е толку едноставен и не може да се каже дека ако немате една причина за дебелината, тогаш значи дека не постои ни една универзална диета. Значи пристапот секако мора да биде различен. А да не зборуваме ако имаме плюс и присуство на некое заболување. Тогаш веќе ситуацијата станува уште покомплицирана затоа што вие морате да го покриете и тој дел за да не дојдете во контраиндикации. И таа ситуација веројатно си бара и големо трпение понатаму во процесот на враќање во нормала. И сега зборуваме за индивидуализирање на секој случај, а може ли општо земено да се воведат правила со оглед на тоа дека зборувавме пред да ни почне разговорот, јас ќе кажам некои правила кои што ги имаат воведено оти на секаде во светот, земјите се борат со прекомерната тежина. Во Јапонија од 2008-та 3,5% е зголемен процентот на дебелина. Воведуваат закон кој што се вика Метабо и кој што всушност е обврзувачки кон мажите и кон жените, не смеат да надминат 90 инчи кај жените и 85 инчи во половината и кај мажите и кај жените доколку надминат веднаш тоа парично се казнува. Во Кина акупунктурата зема замав. Во Нов Зеланд е многу интересно, оти еден од 4 возрастни страда од дебелина и тие всушност ако пошто имаат постојани медицински прегледи, ако покажа дека го надминуваат тој индекс повторно вие како што велите на половината, не им се продолжува онаа зелена карта на престој, значи не им се дозволува. Во Дубај ги казнуваат со $5,500, а во Соединетите Американски држави тоа е бизнис. И тие веднаш одат кон оној начин на смалување на желудникот, хируршки зафат, а Европа, владата на Данска воведува данок на бомбоните, на чоколадото и на сладоледот за 25%. Може да земеме ние некој од овие начини, смееме така глобално да ја гледаме работава или? Мора да се индивидуализира. Мора. Во секој случај треба да се направи животен стил. Во секој случај треба да се персонализира било која препорака. Во секој случај треба да се периодизира. Вие не можете цел живот да бидете на диета и не треба да бидете на диета. Затоа што во суштина голем број на диети може да направат и нуспојави, може да влезете во малнутриција. Секогаш кога нутриционистот дава било каква препорака за намалување на телесна тежина, она што треба да го направи не е само да ги примери калориите и да го земе предвид вашиот базален метаболизам, меѓутоа треба да измери колку витамин А, колку витамин Д, колку калциум, колку магнезиум внесувате или пак што е тоа што недостасува за да може на некаков начин практично да го внесе преку некоја ергогена помош. Може и кај нас да се направи некоја таква мерка, меѓутоа интересен е моментот за кајданците и да речеме можеби ако велиме дека прекумерен внес на шикери и на нездрави масти во текот на еден ден ќе биде причинител за зголемување на телесната тежина и ако физичката активност намалена е таа која што и процес кој што исто така го потпомага дебелењето, па ние треба тука некаде да речеме во средина да се најдеме. Јас сепак би рекла дека кај нас најголемиот причинител во суштина е
прекумерната јадење и јадење на намирници кои што се со висок Така да кажете, јадење во големи количини. Па и големи количини и големи калории. Значи голема вредност на калории, премногу масна храна. Ние не знаеме да јадеме во негативен енергетски баланс, за жал, а при тоа имаме премногу зеленчук, а со зеленчукот се намалува нели енергетската вредност на било која исхрана. Не јадеме како што треба, не комбинираме како што треба, значи од многу аспекти треба да му се пристапи на проблемот. И при тоа физичката активност, особено кај децата, не е баш на едно завидно ниво. Со акцентот за децата на крајот, со оглед на тоа дека доаѓа зимскиот период, ние возрастните заспиваме, па и децата во јануари ќе заспијат од и распустот. Како да се избориме сега во нареден период? Не знам зашто порано, јас памтам, нашето растење беше со црвени образи, наоблечени надвори на минус. Сега не знам зашто се смениа тие некои здрави навики со кои што сме растеле, можеби некој начин на живот го наметна тоа. Знаете како, не е веќе тоа како што беше пред 30 на години, меѓутоа едно не смееме да заборавиме. Тоа што значи дека е здраво во Македонија, не значи дека ќе биде здраво во Азија. Значи мора да се земе она како што кажавте предвид и местоположбата каде што живееме, бидејќи кога имате зимски периоди, нашето тело му треба малце повеќе масти за да се избори со студот. Ако живеете на потопли краишта, треба повеќе јагле хидрати. Така да ние живееме во еден простор каде што имаме 4 годишни времиња. Тоа значи дека ние треба да ја менуваме исхраната во текот на тие 4 годишни времиња. Ескимите јадат многу маснути, јадат многу риба, па имаат најмалце кардиоваскуларни заболувања. Францускиот парадокс го знаете. Така да во суштина тие пијат многу вино, јадат многу масни сирења, меѓутоа сепак имаат мал процент на кардиоваскуларни заболувања. Суштината е во животниот стил, малце треба да се вратиме на старите навики, да ја зголемиме физичката активност и навистина да поработиме нова, затоа што трендот оди во наголемување, а не во намалување. И да уживаме во она што ни го дало нашето поднебје и традиционалната наша кујна, која што всушност се менува во зависност од временските услови. Ме подсетивте дека велите сега ни треба потопла, помасна храна во овој период и таков период и ни доаѓа всушност на трпезата, ќе имаме и такви јадења. Благодарам докторке, благодарам што бевте наш денеска соговорник, што бевте наш гостин, дадовте совети кои мислам дека за многумина го вклучија црвеното светло сега утринава, па и понеделник е убав начин да се започне со нови навики, нели? Ми беше задоволство и благодарам на поканата.